Што судбина сум имала. Да се омажам за сиров човек и да јадам на земја. Што ме гледаш? Кога си бев мома, не ми ветуваше добар живот, доматин лук. Абре, жено, работам од утро до мрак. Не вели така. Што имам јас од тоа? Лепи кромет? Ке биде. Што ке биде? Ке спечалиме полека. Ке дојде ден, ке живееме и ние убаво. Ни сон нема. Кај да го мацам кромедов. Лебов! Ке купам утре зол и ветувам. А денес ти донесов 1 кило ориз. Можеш за утре манџа да направиш, па ќе се нагостиме убаво. Манџа, Што сакаш? Ајде. Јади и не зборувај повеќе. Оти не можам да те слушам. Пријателе, што да правиме, таква ни била среќава, аргатска. Ајде. Добро е. Не се жалам да ти кажам. Земи напи се вода. Се стоплила, ама устата бар ќе ја наквасиш. Ама ти некако потиштен ми изгледаш. Те мачи нешто, пријателе. Абе, маки човечки, колку сакаш. Те гледам јас, нешто те мачи. Си имаш некоја мака, ама друга мака, не ова што ја мачи ме на нивава. Не. Ајде, кажи, олесни си ја душата. Што? Ме мачи невестата. Ботка? Се измачи таа кутрата со мене. Еми... Што да правиш, бре, пријателе, таква ни била судбината. Пуста ботка. Се запусти со мене. Ајде, не зборувај така. Таа ти работи барем нискоки, така? Не? Па тогаш маката е во неа, не во тебе. Па види ти колку си вреден и работлив. По цел ден си на нивава, аргатиш, се мачиш. Не е така баш. Еве, вчера и донесов 1 кило ориз, па ќе направи ручек за денес. Ајде, ориз, а? На висока нога ти живееш, пријателе. Па, време веќе беше да се исплати малку аргатлуков. Да. Туку, ајде ние да си продолжиме со работа. Оти од седење, нема аир. Нема. Ајде. Тоа е. Ајде. Попе! Ајде, станувај, не туку лежи. Чекај, Мари, чекај. Не можам да ставам на нози, абе душата ми ја извади. Абре, станувај, не туку се мајтафи со мене. Намести си ја мантијата. Оти треба цел пат за назад од црквата, преку селото да го врвиш. Чекај, Мари, Ботко, чекај, Мари. Абе, не кажеш дека душата ми ја извади, види, рацете ми се тресат. Ајде, станувај, треба ручек да правам. Ручек? Ориз имам за правење. Многу сакам ориз да ти кажам право. Само слушај, нешто примети во последно време. Абе, овој Велко твој, абе, многу пари заработувал. Пари заработувал. Голтар.
А како си се најадов од таа баница да ти што ми ја донесе, сега ме мрзи да правам зрзане во ручек да правам. Слушай сега, вака попрсто ќе ти каже. Сега още ќе ти кажам, така ќе му кажеш и на мажот ти. Не да ми кажеш, туку ручек имам за правење. Тоа не. Ајде, кажи. Бе, што да ти кажам, брат? Ама сега ќе ти кажам. Абе, оди, затвори ја вратата. Оди, бе. Пробај ја мискина. О, добар ден, домакинке. Што е, Мори, оти не ми зборуваш? Како оти не ти зборувам? И што е работата де? Ме остави ручек да правам, а дрва нема. Де, можеше да собереш некое дрвце од поземја, колку оган да запалиш, за ручек да направиш барем. Уште ми пререкува. Јас дрва да цепам. Жена сама да оди во селото, дрва да бара. Мари, магаре едно. Животот ми го запусти. Затоа сега за тебе ручек нема. Права си, Мори, невесто. Барам ручек да ми направиш, а дрва не сум ти донесол. Ах, бре, Велко, црни Велко. Бе, пријателе, де. Не води наед со дрвото, кај брзаш? Или имаш многу сила од оризот вчера што го јадеш, а? Море, ни ориз видов, ни ништо. Оти, море? Оти. Оти не сум ми однесов дрва на бодка. Па, немало како да запали оган за ручек да направи. Па што не зела таа некоја прачка колку ручек да направи? Добро. Кај се видело жена по улица да оди дрва да собира? Јас сум крив, требаше да ја однесам. Ајде, немој ти вината на себе да си ја префрлаш. Таква ни била судбината, речи и тоа е. Море, можда мојата била, ама таа покрај мене заглави во оваа несреќа. Јас мислам, доста дрва исековме за денес. Ќе земам еден врзоп и ќе си одам, оти душа не ми остана. Оди. Јас сакам повеќе да насечам, да имам за дома. А и повеќе на чорбаджијата да му однесам за повеќе да ме плати. Уште имаш снага, де? Дури имам, ќе удирам. Сакам повеќе да заработам, да купам маса за дома, бодка да ја изненадам. Добро тогаш. Ајде, јас ќе те оставам и одам ке чорбаджијата. Арно? Ајде. Што убава маса. Ај, како е измазнета. Награб ја донесов од град до тука. Скапо беше со магаре да ми ја донесат. Ти си магаре. Затоа и ти личило нагрб да ја носиш. Не ме гледај така збунето, будала еден. Донел маса, а за nama се ништо. Како ништо, Мори, невесто? Донесов вреќа компири, граф, пиперки, брашно. Сега толку имав, друг пат појќе. Граф, вреќа компири брашно.
Цел живот посно ке јадам. Да не ти текнеше да донесеш јагненце или некое коковче. Скапо е месото, мори невесто. Ке требаше сите пари за месо да ги дадам. Еве, ако сакаш, ке купам 2-3 кокошки па да ги чуваш. Што? Јас да чувам кокошки? Оти да не? Да те перам? Да сметам? Ручек да направам? Па сега и масава да ја избришам што ја донесе? Уште и кокошки да ти чувам? Душата ми ја изваде. Добро. Ке купам, јас ке ги гледам. Ке им давам храна од сабајле пред да одам на аргатање, а навечер ке ги собирам јајцата. Така може. Ајде сега, оди да ми свариш кафе, не току ми ја мазни масата цел ден. Пријателе, кај отиде? Врати се. Доста се овие да ги наредиме. Леле, пријателе, тешко е ова. Не можам, ме фати и половина и се. Ајде, ќути си и работи си. Колку пари плаќа овој чорбаџија? Ќути си, ама ова не се издржува. Невестата моја ми вели: Диме, фати си некоја полесна работа, море. Чувај си го здравието. Немој после да си го жалиш. А твојава шо вели, Ботка? Арна е? Арна е што да вели. Ништо. Мажот си е маж. Мора да работи. Леле, камењава, половините ќе си ги изгубиме. Ќути си, свиркај си, пријателе. И работи си. А што му текна па сега на чорбаџијова дзид да цида? Му текнуваат нему такви работи. А и што е важно? Колку повеќе, толку поарно. Ако сака, и уште еден дзид ќе издидаме, па и ќе го турнеме ако треба, само тој нека си плаќа. Море, Велко, што ќе правиш ти со толку пари, бре? Бре, Димитре, летаат парите. Ти и сам знаеш дека секоја сабота одам в град за да земам по нешто за дома. Еве кај 20 саботи со ред не сум ги пропуштил. Ти не си ги пропуштил, ама јас го пропуштив Каменов. Не можам веќе, на вистина не можам. Се откажувам. Добре, пријателе? Да. Ќе одам сега кај чорбаџијата, ќе си ги побарам парите и ќе му кажам дека толку од мене. Па штом така си решил, јас ќе се помачам, па ќе ги наредам сам камењава. Мора да си го чувам здравието. А тебе, пријателе, како на брат ти кажувам, немој целата мака на тебе да си ја ставаш. Ти, како што кажуваш сам, Ботка дома тебе ништо не ти помага. А и деца уште нема за вака по цел ден да аргатиш. Бре, пријателе, немој сега ти мене да ми кажеш како јас да си го терам домакинлукот. Добра, ајде, ти си знаеш. Ама јас толку не можам повеќе. Ајде. Остани ми со здравје, си одам јас. Јарно, штом си решил веќе. Бидна кафињата. Благо за тебе да се задржиш. Леле, тебе ти знаеш, бре, јас најмногу од твојата снага се заплашувам. Ајде, ти го знам јас тебе, тој твојот јазик. Пази да не си изгориш, пи го кафето, ајде. Леле, бре, само од твојата снага ме гори, бре, невесто, како да ти речам. Кроце по кроце, ти, Велко, ќе заминете на кај чорбаџи, а? Се скапа од аргатење. Види го, купи маса, столици, креденец, дома ти
Засади позади куќата. Кокошки 5, па потоа уште 5. Абре, го капа човекот, мори, Ботко, го капа човекот од работа. Ама, да ти кажам искрено, од секогаш сум знал дека Велко е добар домаќин, арен домаќин е. Добар, А, ми измачи на веков со таа сиромаштија. дебре, невесто, што толку ти измачи? Магаре. Сакаш да ти кажам што? Вчера појде в град и купи вретено, разбој и волна. Јарно де? Сега ме тера да му ткаам кошула и јорган. А јас од толку ткаење нема да можам да си се милувам со тебе, бре попе. Не, никако тие работи, невесто. Никако тие работи. Ами јас за милување сум дојден овде. Па ете, кафе ти сварив. Што сакаш друго? Ами што сакам, да вистина кафе многу убаво беше. Добро. Ти знаеш убаво што сакам јас. Ајде, кажи ми некој изговор, како да го измамиме, ако сакаш милување. Ами сакам како не сакам, а велиш некој... Уште не сум ја почела кошулата. Да. Вака, значи, сега да направиме. Велиш некој изговор, некој троштина да направам, а? Да смислам. Слушай, вака ти му речеш. Ти му речеш дека си ме сретнала мене. Што? Ти бре да не избега од дом. Чекај да ти објаснам. Ти му кажеш дека се речи Велко го сретнал попот на чешма и му кажав дека ќе ти ткајам кошула и јорган. И речи попот кога ја слушна таа работа од мене, толку си изналути, толку се фрли во нервоза, дури главата пикна по чешмата, да толку се налути. И ќе му каже дека била престапна, рече попот годината и не требало оваа година да се ткае. Кај ти цекнува вакво нешто? Абе мене за милување, знаеш за такви работи, секојаш ми текнува така. Мори мајко. Што е? Што си се развикал? Комшиите, отите колам. Боли мори жено, многу боли. Што? Половината. Многу тешки камења кревав кај Митко чорбаџијата. Па што си кревал? Што? Ај, ставај ручек, невесто, оти гладен како пес сум. Нема ручек. Нема. Нема. Тоа сакав да ти кажам. Што да ми кажеш? Денес бев на чешма да полнам вода. Јарно да е убаво. И го сретна попот. Поподарен човек. Бог да го благослови. Да го благослови. И? И здравие да му дава. И што сакаше да ми кажеш? Да. Му кажав на попот дека сакам да ткаам кошула. И тој ми рече... Што? Дека е престапна година и дека сега не било време за ткање кошули. Таква работа дека не се работело престапна година, не сум чул. Па ето, сега чу. Невесто, удам јас на работа. Да знаеш, денес дека сабота ќе поминам до град да прикупам нешто. Касно ќе се вратам. Оди, ајде, за мене ич не брига, ајде. Арно? Ајде, оти до фест. Ај, со здравие. Бото! Бото! Ајде, Бото.
А, бре, домакинке. Од сиромаси и боси, со години, со работа, си стасавме и чорбаджии. Стасавме, да, стасавме, ама и се измачивме. Без мака нема убавина. Ајде сте да го мудруваш. Си имаме се на друга мисла. Што, бре, домакинке? Па кога сме веќе чорбаджии, доста мака гледам. Нема да гледаш. Не е тоа, си велам да ми најдеш ти мене една измекарка. Измекарка. Да. Толку работи, знакови, немам снага сите да ги пребришам. А каде се другите обврски за низ дома? Така е, невесто. Туку да одам јас до пазар, па ќе поминам на сред село да побарам некоја измекарка да најдам. Да одиш и да побараш. Заслуши. Се изнамачи на веков со мене. Ајде. Не си ја препишува вината само на себе. Така и Димитар ми рече, го сретнав пред некој ден. Ама некако чудно ми стоеше. Не е како тој што беше порано. Тој Димитар многу лош човек. Од секогаш попреку ме гледал. Чудна работа. Туку, а јас да кинисам? О, чорбаджио, добар ден. Не вели чорбаджио, бре, пријателе. Речи, велко и готово. Добро, море Велко, па ти не се лути. Туку гледам, чорбаджија си станал. Со мака, со работа, со години, си ја најдов среќата. Кај си тргнал вака? Бев до пазар, па сега ќе одам на сред село да побарам да видам некоја измекарка да најдам за ботка. Измекарка за ботка, велиш? Да. Море Велко. Па кога веќе си стигнал ти до измекарка да бараш, што не си купише на чорбаджиска куќа голема? Па не личи во батал куќа измекарка да носиш. Чорбаджиска куќа, велиш, а? Да. Ама така ќе треба сите пари што сум ги заработил за куќа да ги дадам. Барем ќе имаш чорбаджиска куќа? Не знам колку е паметна таа работа. Помисли само колку ќе ја израдуваш ботка. Да, ќе се израдува, вистина е. Ама ти велам јас, земи си на чорбаджиска куќа и викни го попот да ти ја освети, да си влезеш со арно, со убаво внатре. Море, арно велиш, пријателе, мудро зборуваш да си купам чорбаджиска куќа. Да. Па ај тогаш додам јас дома да го земам кесето со пари и да си купам куќа чорбаджиска. Си заслужи. Ајде. Фала ти, пријателе, ти прв ке ми дојдеш на гости. Ајде, Ајде, Велко. ајде. Море, Велко. Цел живот изборувам, ти ништо не ми слушаш. Измекарка за ботка. А цело село знае оти попот кај нив дома секој ден е нагости. Ама тоа е. Лоша жена, вечна мака. И домакинке, што викаш? Како ти се бендисува новава чорбаджиска куќа, а? Убава е. Убава е. Што е право е. Убава е, ама е 3 пати поголема од старата. А? И јас не знам како мислиш. Ова да го средувам без измекарка. Ке треба малку да се помачиш. Од почеток, додека да присоберам пари. Да присобереш? Па, ботке, сите пари што ги собирав низ годиниве, за куќава ги дадов. Магаредно. Сите пари ги даде за куќава. Па не е туку така да купиш чорбаджиска куќа, бре, ботке. Скапо е. И сега без пари останавме? Не бери гајле де, ке заработам јас. Та не е како за леп да немаме, а јас цел живот со работа сум. И сега лесно е, имаме стока, имаме нива. Лесно е сега, ботке. Лесно е? Знаеш што е лесно? Лесно му е на ѓаволот со тебе. Лесно било. Ајде, не викај сега, не викај. И да спремиш работи, утре попот ќе дојде.
Еде Ботке, попот ќе дојде. Ќе дојде да освети малку, да ја опее куќава со харно и со убаво да си влеземе. Добро, убаво, Е, убаво. да. Ај сега малку да се одмориме. Не. Нема одмарење. Треба да собереш пари за измикерка. Да, вистина. Па да одам јас тогаш до пазар, да продадам некое кило од паслиџани, бе. Оти вечер да побрзам, треба да ја нахранам стоката. Па... Ајде, уди. Хајде, одам. Убава е куќава. Убава е. Браво, бре, Ботке. Од лежење чорбачика стана. Добар ден, домакинке. Дал ти Бог добро, Дал ти Бог добро, Ботке? Попе. Еве, Ботке, како што реков, го донесов попот да ни ја освети куќава, да ни ја опее за со Арно да си влеземе во неја. Арно, домакине. Абре, тоа арно, ама попска работа. В црква сум го заборавил босилчето и крстената вода. Велко, да претрчиш ти до црква и да ги донесеш. Таман работа, попе, веднаш ќе појдам. Тамо е клисерот, тој ќе ти ги подаде. Арно. Ботке, послужи го попот со нешто, нека се заблажи. Де, бре, Велко, ако треба сам ќе се послужам, не вели ти гајле. Ајде, отидов јас. Оди и побрзо враќај се. Абе, јас не го прашав попот дали клисерот седи на предната или на задната врата. Дај да одам да го прашам да не вртам како будала околу црква. Не можам да разберам, невесто, зошто сакаш да бегаш од мене? Зошто бегаш? Ама немој сега, може да влезе некој. Ќе влезе. Абре, не виде дека пред малку го пратим Велко да појде до црква? Срамота е. Абре, Душо, како да ти кажам, душава ми пилка за тебе, бре, невесто. Абре, знаеш ли колку голем кеф имам да те помилувам? Многу сакам. И јас сакам да ме помилуваш. Абе, ако е така работата, вречето, тогаш, да се помилуваме додека сме сами. Што е ова? Што е ова, мори Ботке? Велко? Иш глас да не слушнам. Себе слушнав. Се завртив во ходникот и оттану себе слушнав. Со години се мача маргатувам, се отепав од работа. Вака ли ми враќаш, мори? Абе, сакам Те Исус! Ајде, двајцата излегувајте. Очи не сакам да ви видам. Оти ќе земам еден стап и има да ве тепам, дури мрдате. Ама... Ајде, бе! Чекај, и јас ќе дојдам. Каде, мори? Кај тебе дома, црква. Каде ти, таму и јас. Марш, мори. Растури кучо една. Домакине, Излегувај. те молам. Излегувај да не земам еден стап. Прости ми те. Ајде, бе! Иземи си го преденото. Ти помина престапната година. Пријателе, убаво ми зборуваше ти, ама кој да те послуша? Пријателе, жена како што може да ти го земе умот, никој не може. Знаеш како велат, лоша жена, вечна мака. Среќа јас куртулив на време. Си имал късмет ти. Се изнамачив, ама пак си ја најдов среќата. Што велиш да појдеме ние кај мене на чардак сега? Во чорбачиската куќа? Во шурбаџиската куќа, да си седнеме да се напиеме по една ракија. Што убаво. Ајде, може. Ајде.